Во делот на автомобилската индустрија има нови потенцијали и да видиме кои се извозните капацитети и на едната и на другата страна. Вие знаете дека нашата политика како министерство не е единствено насочена кон привлекување на нови инвестиции, туку и зголемување на извозните потенцијали на државата. Посебно кај индустрии што имаат висока додадена вредност. Например, македонското вино е една таква индустрија која што има висока додадена вредност и затоа силно го промотираме. Последнија неколку дена излегува информациите за нови области. Листата на шефови на дипломатски конзуларни представништва согласно законот за надворешни работи го координирам јас, но целокупниот процес значи координација со председателката на државата и председателот на владата. Значи, по остварена таква координација со председателката на државата и председателот на владата, на последната седница на влада може да потврдам точно и предложив како министер за надворешни работи повеќе имија за подобрување на повеќе шефот на дипломатски конзуларни представништва. Тоа што би можел да го потврдам, а што имаше во вашиот одговор, што е точно е дека над 60% од новите кандидати за амбасадори и генерални конзули се професионални дипломати од редот на вработените во Министерството за надворешни работи со богата дипломатска кариера повеќе од 20 години. И тоа се поврзува со нашата заложба, која што почна со изменувањето на законот за надворешни работи. Сакам да ја потсетам македонската јавност. Повеќе од 20 години голем дел од моите предходници зборуваа за потребата од професионализација на дипломатската служба. Оваа влада е првата влада која што направи конкретен исчекот од таа случување на внатрешните процеси во државата и меѓу дека се потврдат бидејќи истина мора да го дадат одбрана своја нација пред комисијата за надворешни работи. Министра, вие бевте еден од главните дека највисоката тарифна рата ќе биде 15%, што е пониско од огромен број на држави, не само во светот, од огромен број на држави во регионот, во што се уште имаат далеку високи тарифи 15%, а за неколку различни производни индустрии ќе има тарифни рати од 15%.